Добро, како што најави, значи по излагањата од универзитетот, од формалното, неформалната едукација и од владиниот сектор, јас како представник од комерцијалниот сектор, од компании кои што даваат услуги, за намената на овој настан кој што го организиравте и кој што успешно ќе ги наскоро ќе ги промовира првите победници на Cyber Security надпреварот, решив да презентирам еден кариерен пат на баш на тие професионалци кои што беа надпреварувачи сега, кои што сметам дека се до некои 25 години, дека се millennials или нешто слично. И идејата е да се презентира како тие би требало да ја развиваат својата кариера во иднина, затоа што мислам дека надпреваров пред се беше наменет на нив, не беше наменет на професионалци кои што веќе работат во оваа област и кои што пружаат професионални услуги, но на оние кои што, да речеме, се при крај со студиите или ги завршиле студиите или што туку почнале да работат нешто и сега се во тој еден период од својот живот каде што одлучуваат како да ја развиваат својата кариера, а верувам за оглед на тоа што се на некој начин презентирале на овој надпревар или се амбицирале да се такмичат, дека тоа им е и целта. Сега, она што јас би сакал да го покажам е дека фактички тие во овој момент нешто гледаат, а нешто не гледаат. И точно ова илустрација на она што го гледаат, тоа е врвот од сантата мраз, на Cyber Security професионалецот или неговата кариера, како треба да се развива, е презентирана и надолу се презентирани сите фази кои што би требало на некој начин да направат една стратегија, еден roadmap, како тие да ја развиваат својата кариера. Се разбира, од секојаш во ова, да речеме, во овој дел од кариерата, со оглед на тоа што јас веќе сум професионалец 30 години, од кои што 15-16 години сега со Integra Solution, како компанија која што работи во оваа област и уште од почетокот беше профилирана да дава услуги и решенија и консултации, тренинг и аудит и сертификација во оваа област, знам дека дилемата секогаш била дали на нешто треба да се посветиш подолго време за да бидеш компетентен или пак е добро да шеташ од едната Санта Мраз до друга Санта Мраз, во смисла на да одиш од една фирма во друга фирма и на некој начин да луташ во на што сакаш да биде твојата кариера. И сметам дека ова презентација ќе им послужи точно да не го прават тоа. Значи да не одат на некој начин да лутаат или во различни области, туку да одат во длабина и на тој начин да ја креираат својата кариера, која што сега на почеток можеби ќе биде како разлика за некои стотици евра во плата, но подоцна со текот на времето, како тие ќе напредуваат и како ќе ги изградат своите професионални способности, ќе биде многу различно во однос на сите бенефити што ќе ги имаат од таа посветеност. Што е она што сега тие го гледаат и зошто тргнале, да речеме, по овој пат? И мислам дека за оваа генерација е тоа својствено. Прво, гледаат дека се бараат професионалци во оваа област, дека има плати кои што се атрактивни и дека имаат интерес. На некој начин оваа област е сама по себе атрактивна, луѓето се привлечени затоа што им изгледа интересна, изгледа возбудлива и така натаму. И сето тоа да ги тераат на некој начин да пробаат да одат во овој правец. Сега, во однос на професионалците, колку професионалци му фалат на светот, тука се во право. Значи, една истражување на SC Square од декември 2019 година, значи многу е свежо, кажува дека ни требаат преку 4 милиони професионалци во оваа област и тие треба да се развиваат со годините што доаѓаат и што поскаро, така да тука не сгрешиле. Во однос на платата имаме една статистика за просечна плата на вакви професионалци на LinkedIn
и кој што кажува еве дека просечната плата на еден професионалец кој што е компетентен е некои 87.500 долари годишно, што со оглед на тоа што е просечна за светот не е многу, а тука се излистани компании кои што се многу бренд, како IBM, како Accenture и како некои други, Microsoft, гледаме и така натаму. Но сепак еве како еден параметар дека и тука не сгрешиле, дека треба да се движат во тој правец. И на крајот е атрактивноста и таа пред се произлегува од тоа што можат на некој начин да добијат кариера која што навистина има влијание во моментов на општеството. Еве сега гледаме дека со корона на вирусот се стана предмет на cyber security напад и заштита, затоа што и најконзервативните субјекти како банките мора да ги отворат своите периметри и да дозволат на вработените веќе одавна и на клиентите да пристапуваат до нивните кор системи и тоа на некој начин да го прават безбедно. А во суштина тоа е и основната разлика меѓу она што го викавме information security до пред 10 години и она што го викаме сега cyber security. Тоа е дека изложеноста на интернет, се што е изложено, а сега веќе не можеме да видиме дека нешто не е изложено на интернет, е во доменот на cyber security. Воедно ова кариера им пружа значи можност за непречен развој. Има многу области каде што овде може да се развиваат. За оние кои што се радознали, има многу работи кои што можат, различни работи може да ги научат. Значи тука треба и програмирање, треба и оперативни системи, и мрежи, и сите тие работи заедно споени даваат нешто што може да се употреби во cyber security и во кариерата на професионалецот. Воедно, тие треба да се ориентирани кон решавање на проблеми. Значи не е ова некоја административна работа, параметрирање и така натаму одржување, туку треба да се разрешат проблеми кои што реално постојат и треба да бидат свесни дека иако веќе почнале да учат и можеби имат доволно научено, постојано треба да учат. Значи постојано треба да се надградуваат и тоа мислам дека никогаш ќе нема крај, така да оние кои што се профил кој што сака да учи и да напредува со знаењето, сигурно се за оваа кариера. Сега, значи, кога ќе загребиме под површината, да видиме што има таму. Значи, оние првичните предпоставки се сите позитивни. Начинот како се развива една кариера за еден професионалец да биде компетентен е преку стекнување на знаење, способности и нешто што се вика behavior. Тоа на некој начин, ако го дефинираме, значи дека има докажан рекорд дека испорачувал вакви услуги и тоа ајде да речеме дека е пракса, но во исто време пракса која што ќе значи некакви негови способности за да може да ги испорачува тие услуги. Јас би рекол подолгогодишна кариера во испорачување на вакви услуги. Дори тогаш ќе може да се речи дека тој има behavior, дека може да биде cyber security професионалец. Сите овие три работи се поврзани. Значи, поврзани се на тој начин што не е можно да се направи само една и на неа да се потпреме. Значи, сите тие се надградуваат една со друга, или еве да речеме, ако ние може да знаеме како се параметрира енкрипција, но треба да ги знаеме алгоритмите што стојат за тие криптографски методи и тоа е во доменот на знаењето. А она првото беше во доменот на способностите, на вештините. И доколку што повеќе знаеме на сите овие нивоа, то повеќе професионалецот кој што се гради и ја гради својата кариера ќе има парабола која што ќе биде, кој што долгорочно ќе му обезбедува некоја состојба да тој може да остане во оваа кариера витален, долгогодишно. Сега, начинот како тоа се прави. Прво, кога сме кај знаењето, значи имаме еден дел кој што е формално знаење и кое што генерално треба да се стекне на универзитетите, така?
И тука тоа не би го скокнал јас. Значи, апсолутно со сите овие програми кои што беа набројани претходно, нивното следење и да речам дипломирање или завршување на некои од тие програми ќе му овозможи да добие некое формално знаење и диплома на професионалецот, но имаме еден проблем што веќе курикулумите се застарени, значи на некој начин тие не се носат со времето и тука има области кои што не се покриени, а кои што се многу актуелни во cyber security доменот. Пред се тука спаѓаат математиките, ете како пофундаментално знаење, посебно во делот на статистики, и тука спаѓаат machine learning алгоритмите, artificial intelligence, data science и така натаму и така натаму. Сега, како тоа може да го разрешат тековниве студенти, на начин што ќе бираат на некој начин кои предмети ќе ги слушаат, затоа што сега имат таа флексибилност да направат избор на предмети кои што ќе им даде еден профил на cyber security професионалци. Затоа и ние секогаш кога вработуваме некој, ги бараме и предметите кои што ги слушал тој, за да видиме како и самиот се осмислил да биде во овој домен професионалец. Се разбира, ова не е само кај нас проблем, ова е проблем воопшто со универзитетите во светот, затоа што едноставно толку се променија работите во последниве 10 години, што не можат универзитетите толку брзо и кадарот да речеме да го завртат и толку брзо да следат промената на тие програми, за да можат да бидат тековни и современи. Затоа тоа може да се надополни, значи првото не смее да се исклучи, со други пристапи, она што го викаме неформална едукација, и која што може да биде базирана на некоја онлайн едукација или на некакви сертификацијски тренинзи, кои што на крајот би го надоградиле знаењето во некои области. И тука имаме од некои основни тренинзи кои што се multiple choice questions. Верувајте дека кога ќе испорачувате услуги во доменот на cyber security, никој нема да ви постави такво прашање. Значи ќе се наоѓате во една реална околина и затоа повеќе ги цениме оние сертификации кои што се со испити кои што значат разрешување на проблеми во реална околина. Значи не само multiple choice прашања, мислам дека тоа се покажа дека и многу други професионалци кои што сакаат да го сменат, да речеме, својот профил, можат да ги решат тие прашања и да ги положат тие сертификати, како што, например, се правници, економисти и така натаму, и луѓето од доменот на финанси, но немајќи го она формална едукација, тие, мислам дека дометот на нивната кариера ќе остани покус, доколку некој не ги менаџира и не ги коачира како треба да го изградат својот профил и навистина да ги употребат своите способности и бекграунд за да тоа го компензираат, но не ќе можат да го надокнадат. Така, овие две работи значи се за да го стекнеме знаењето. Потоа следуваат нешто што се вика вештини, skills. И тука имаме технички вештини, имаме вештини за имплементација. Во cyber security често имаме во security operations центри и во managed security provider имаме комуникација со клиенти, со end useri и така натаму, така да ни требаат и soft skills, за да можеме да ги разрешиме и човечките фактори. Има услуги што се социјален инженеринг или фишинг преку социјален инженеринг и тука требаат soft skills и на крајот management skills. Сите овие вештини исто така се дел во скалата во развивањето на тој кариерен пат и тоа може да се постигне преку стекнување на вештини во некоја работна околина, каде што би испорачувале некакви услуги во доменот на операции. Тоа пред се значи да заштитуваме некаква критична инфраструктура и сервиси, давајќи услуги за тоа да се овозможи. И другиот дел е менеджмент способности кои што или вештини кои што генерално се сведуваат да се менаџира ризикот
во некоја околина. Затоа што во cyber security мора да се свати дека ресурсите се малце, дека мора да направиме risk-based приоритизација на работите и да ги решиме оние работи кои што се најкритични, кои што најмногу можат да направат импакт во моментов. И ние во Интегра ја користиме крилатицата Embrace the digital risk for resilience. Resilience е еден keyword за cyber security, а тоа на македонски преведено значи жилавост. Значи не е флексибилност, затоа што тоа е премногу флексибилно на некој начин, не е да биде отпорен, туку да биде жилав. Едноставно во исто време да биде флексибилен, еластичен и отпорен и во реално време тоа значи дека да ги испорачуваме услугите на било која инфраструктура додека сме напаѓани од тие што ги напаѓаат тие инфраструктури. Овие се способности кои што може да се стекнат само во реална работна околина и таа реална работна околина ќе ви направи уште еден челендж. Значи тоа се вика behavior, ќе го провери вашето однесување, значи ќе провери дали вие навистина ја сакате оваа работа и тука треба да имате работна дисциплина, строга работна дисциплина, затоа што cyber security некојаш се споредува и со војна. Значи имаме два тима кои што едниот напаѓа, другиот брани. Вие во надпреварот го имавте тоа и дисциплината е многу важна и начинот како ние работиме и колку сме посветени на работата е важен, а тоа влегува во тој дел на behavior. Потоа треба да имаме ориентација кон барање на решенија, не барање на проблеми, туку барање на решенија. Critical thinking, во смисла дека секој проблем и секоја ситуација мора да ја разгледаме и да ја анализираме, и active listening. Сега ќе се прашате овде што е тоа сега active listening тука. Тоа се сите тие настани, како што во подмерниците, нели, оние ги слушаат торпедата дали доаѓаат или не. Исто овде имаме настани, инциденти, ивенти, корелации кои што нешто ни покажуваат дека се случува и ние треба да бидеме концентрирани и да го слушаме тоа за да може на време да реагираме. Сега, нормално, за да имаме провен рекорд, прво треба да испорачуваме услуги исто така во некоја компанија, во некоја реална околина. Пред се тоа ќе бидат наши референци подоцна. Така да треба тука на сликата се покажани и услугите кои што Integra Solution ги испорачува. На таа шема може да ги видите во сите тие фази од Detect, Protect, Monitor и Recover, кои што се карактеристични циклуси на short term циклуси на cyber security, а пак додека на long term имаме Assess, Design, Build, Run. Значи тоа е долгиот циклус на cyber security кој што е риск базиран. Треба да знаеме што точно сакаме да направиме и да постигнеме. И тука во сите овие коцкички се различни услуги, од cyber security frameworks до threat intelligence, penetration testing, vulnerability management, fraud management и така натаму. Сите овие се услуги некои кои што професионалецот треба да ги познава и треба да ги има испорачувано, да ги има како решенија имплементирано, да прави troubleshooting, да прави пенетрацијски тестирања, да испитува форензички кейсови преку кои што ќе научи како нешто се добива како доказ, се обезбедува и се на тој начин нештото докажува и воедно да прима различни типови или испорачува cyber security тренинзи. Значи ова подоцна ќе станат негови референци и тој веќе на овој начин ќе има можност да покаже дека има провен рекорд, значи докажан рекорд дека испорачувал вакви услуги. И сето ова треба да биде направена во една холистичка, сеопфатна околина, која што овде напрезентирана е на сликата како слайд од Integra Solution, кој што го имаме уште од 2008, прв пат направен, и кој што ги покажува сите домени на cyber security, сите области и генерално она што е во корот да се зачува доверливоста, интегритетот и расположивоста на сервисите, кои што уште остана така и уште од времето на information security. Значи, откако ќе ги имаме сите овие три точки поврзани, значи после веќе може да речеме дека сме запливале во deep sea или место каде што
можеме да речеме сега сме компетентни и сега можеме да почнеме да растиме. Значи од оваа точка професионалци почнува да расти. Во правец да речеме на Cyber Security Architect или во правец на Security Operations Center Manager или на нешто слично, така? Значи затоа што веќе го има целото на знаење, искуство, вештини и behavior го докажал, има рекорд. Значи сега може да оди во реалниот свет и да ги решава проблемите во реално време или да биде изеден на некој начин, затоа што ова се веќе нејасни води. Сега, како таймлайн, затоа што често пати ова со времето, најчесто во овој период од кариерата, професионалците се нестрпливи. Тие наеднаш сакаат да бидат се и да бидат многу. Јас затоа на крајот за презентацијава презентирав една временска рамка на која што би требало тие да ја проектират својата кариера. Таймфреймот еве како што е прекажан во години, ќе ги зброиме подоцна колку се, но чекор еден значи дека прво треба да си ја завршат формалната и неформалната едукација, за да го стекнат тоа знаење што им е неопходно како темел. Значи тоа значи дека има уште многу да се учи дополнително, ама темелот е поставен и да биде поставен на здрави основи. Потоа, да, што порано се запослат во некоја околина која што ќе им овозможи да сите оние вештини, цел тој behavior го покажат и тука не треба воопшто да се премислуваат затоа што времето одминува. Значи, често пати професионалците тука размислуваат и за некои плати кои што треба да бидат, не знам, толкави или толкави според статистиките што ги кажав на почеток, но подоцна ќе сватат дека секој месец, секоја година што ја изгубиле тука и не влегле негде да работат, дека во суштина многу повеќе ќе ги кошта во кариерата отколку тие пари што ќе ги изгубат во однос на платата што ќе ја добијат. Претпоставената плата, така? И третиот чекор е да направат челендж на своите способности и на она што го викаме behavior, за да видат дали е навистина ова, кога ќе влезат веќе во operations, кога ќе почнат да работат, да видат дали е навистина ова тоа што сакат да го работат во животот. Така, дали е тоа претпоставката дека ова се бара, многу плата се зема и јас сакам ова затоа да го работам, атрактивно е, ќе бидам славен, или пак навистина ќе умеат да се носат со цел тој стрес, со целата напнатост, со таа динамика, со потребите брзо да учат, да се акомодираат и да видат дали е тоа навистина тоа што го сакат во животот или не. Ако е навистина тоа што го сакат, треба да го практицираат одредено време и да направат докажан рекорд дека испорачувале вакви услуги што ќе им служи како референца и како operational experience некој во околини каде што работеле. И после тоа, значи, после им е отворен патот да бидат било што ќе посакаат во оваа област. Сега, ако ги броиме годините, тука се 1, 2, 3, 4, 5, 6 и пол години негде би била некоја проекција за да бидат навистина компетентни. Нормално, секогаш има некои кои што се по-амбициозни, некои кои што повеќе ќе се посветат, може и да го скратат ова време, но најбитната работа е да не лутаат. Затоа и ние во Integra Solution многу време посветуваме на тој дел што се вика коачинг и во суштина тоа е вештина која што им се пренесува на луѓето за да го извадат својот максимален потенцијал и да го остварат она што е нивен кариерен пат. И тоа можеме да го направиме на еден контролиран начин, да не се бараат премногу, да речем, комплексни работи од нив, а во исто време да можат како се градат, учат, развиваат во вештините, знаењето и однесувањето, да напредуваат по една траекторија која што не е баш праволиниска, туку има некој вака зигзаг пат како што беше овде прикажана на овој диаграм, ама води сигурно до компетенции.
Значи, тоа е нешто што е клучно, затоа што на крајот ќе заклучите дека тоа е после 10 години, ќе заклучите дека многу поважно е, да речеме, да сте имале правилна стратегија за кариерниот пат во вашето развивање, отколку да сте оделе на нешто што се вика quick wins или на нешто што се вика short term некакви придобивки во однос на некој пакет. Значи, ова мислам дека целта ми беше да покажам и дека и во приватниот сектор ова е начинот како ние ги градиме професионалците. Нормално, едукацијата, знаењето е неопходно. Прво, и формалното и неформалното. Но, за да се развие еден професионалец понатаму, треба да помине еден пат кој што сигурно ќе го води до едно ниво кое што ќе биде светско. Значи, ќе може да ги испорачува овие услуги во било која друга компанија. Океј. Прашања? Доколку имаме прашања, да видиме на YouTube нема, на Zoom, доколку има некои прашања, нешто може да постави. Океј. Добро, Горан, ти благодарам многу.